Почитувани, политичарите не се ценат пред избори, рече премиерот Никола Груевски, додавајќи дека деновите пред избори не играле улога за граѓаните да формираат мислење за одредени политичари или политички опции. Тоа е едно фалење токму во стилот на владењето на Груевски. Со факти и аргументи на денешната пресконференција ќе покажеме дека Груевски едно зборува, а прави сосема друго. Односно, ќе видиме дека со пари на граѓаните, употребени за активности преземани токму пред избори, владата на Никола Груевски ги купува изборите. Не ги добива, туку ги купува изборите. Прво, користење на буџетските трансфери за социјална помош. За купување на предвремените парламентарни избори во 2011 и локалните избори во 2013 година, владата искористила буџетските трансфери за социјална помош. Доказ за тоа се податоците кои се представени на графиконот, а се преземени од официјалната веб страница на Министерството за финансии. Што покажува тоа? Видете, од 2010, 2011, 2012 и 2013 година. Во 2010 и 2012 година немаше избори, па во ниеден месец од тие години нема поголеми отстапувања над просекот на месечните буџетски трансфери за социјална помош. Просекот е онаа црна линија. Напротив, во месеците непосредно пред следователните избори има отстапување под просекот. Во 2011 година, меѓутоа, кога имаше предвремени парламентарни избори, месечните буџетски издатоци за социјална помош во сите месеци од таа година, во целина ако ја гледате, во просек изнесувале околу 390 милиони денари. Но, во месецот токму пред одржувањето на изборите, тоа беше месец мај, а изборите беа во јуни, буџетските издатоци за социјална помош изнесувале 891 милиони денари. Пораст од 2,3 пати токму во периодот на предизборната кампања. Значи, токму во предизборен период, од буџетот биле исплатени над двојно повеќе пари на граѓаните за социјална помош од вообичаеното. Кај локалните избори во 2013 година, такво големо отстапување се појава 3 месеци пред одржувањето на изборите. Имено, месечниот буџетски издаток за социјална помош во декември 2012, или локалните беа во март 2013, тој месечен издаток бил речиси двојно поголем од просечниот месечен издаток за социјална помош во целата година. Тоа јасно укажува на користење на парите на граѓаните за купување на изборите, бидејќи многу е логично прашањето. Зашто токму во тој месец пред изборите од буџетот биле исплаќени речиси двојно повеќе пари за социјална помош од вообичаеното? Втората тема е за користење на буџетските трансфери за субвенции и други еднократни годишни трансфери од буџетот. Значи, за купување на предвремените парламентарни избори во 2011 и локалните во 2013 владата ги искористила и овие буџетски трансфери за субвенции и други едногодишни и еднократни буџетски трансфери. А доказ се податоците на овој графикон. Значи, 2012 година беше година без избори, па во ниеден месец од тие години нема поголеми отстапувања од просекот на буџетските, месечните буџетски издатоци за субвенции и други еднократни буџетски трансфери. Односно и тука има отстапувања под просекот во месеците точно пред да има избори во наредната година. Е сега, ама во 2011 година, ако ја погледате, кога имаше предвремени парламентарни избори, иако месечните буџетски издатоци за субвенции и други еднократни трансфери во сите месеци, во просек, изнесувале околу 1700 милиони денари, во месецот пред одржувањето на изборите, тие изнесувале 3734 милиони денари. Тоа е пораз за повеќе од двојно токму во периодот на предизборната кампања. Значи, токму во предизборниот период од буџетот биле исплатени над двојно повеќе пари за субвенции и други такви еднократни годишни буџетски трансфери. Кај локалните избори во 2013 година ситуацијата е најдрастична, која ја видите.
Имено, месечните буџетски издатоци за субвенции и други еднократни годишни буџетски трансфери во сите месеци од 2013 година изнесувале околу 1900 милиони денари, но истите во месецот, токму во месецот на одржување изборите, во март 2013, изнесувале 4791 милиони денари. Тоа е порас од 2,5 пати токму во времето на предизборната кампања и во времето на месецот на изведувањето на изборите. Владата должи одговор на прашањата. Дали, меѓу останатото, предизборната кампања на владеачката партија во 2013 година била финансирана од буџетски средства? И второ, дали и од буџетски средства биле плаќани и предизборни реклами на одредени медиуми? Целото ова имплицира на тие прашања, владата должи одговор. Имајќи ги предвид овие факти, СДСМ предложи препораки кои однеодамна беа преточени во измени на изборното законодавство. Две се посебно битни за овој сегмент. Прво, во делот на одвојување на власта од партијата на власт. Многу битно да го разберат граѓаните. Одвојување на власта од партијата на власт, тоа не е исто. И мора да постои одвојување пред избори. И тука е правилото што беше внесено во изборниот закон е многу јасно. Секој што ќе исплати социјална помош, субвенции, плати, пензии или било какви еднократни или едногодишни трансфери од буџетски средства или од било кои јавни фондови, од распишување на изборите до нивното завршување, ќе одговара со казна затвор од 3 до 5 години. Сите буџетски исплати во текот на изборниот процес мора да бидат јавно објавувани во посебна база на буџетски податоци, јавно на веб страницата на Министерството за финансии. Сега е власта на потек. Само целосна примена на овој нов изборен закон може да гарантира услови за одржување на фер и демократски избори. Господине Груевски, добрите политичари на вистина не се ценат само според нивните постапки пред избори. Но сега, со обелоденувањето на овие податоци и факти, граѓаните точно ќе знаат дека тоа не се однесува на вас. Сега ќе имате шанса, со мирно прифаќање на фактот дека ќе ги изгубите изборите кои следат, токму преко пораз, но за кој ќе имате алиби дека изборите не сте ги купиле со пари на граѓаните, сепак да покажете дека навистина сте научиле некои од лекциите за добро водење политика за кои зборувате. Па ќе видиме што понатаму ќе следува. Ви благодарам. Доколку имате некои прашања, повелете. Извинам, во Куманово од страна на Дамјановски. Немам некој коментар. Кога биле тие тендери? Добро, коментарот е следен. Ако некој е на власт 7 години и повеќе, и само обвинува наместо да преземе нешто, да стварно казни ако има основа, тогаш проблемот е негов.